Сите имаме еден свесен дел што сака да работи на себе, да твори, да живее правилно и еден дел што често го саботира. Буквално често му се испречува, му прави отпор на тој потек. И често овој свесниот дел перципира тој другиот дел дека треба да се усоврши, да се подобри. И исто ова се случува од другата страна. Тој другиот дел што нема сетило и не ја перципира реалноста на истиот начин, низ директна врска, низ сетилата, чувствува дека овој првиот е несвесен, ограничен, чувствувајќи дека не е доволно разберен, чувствувајќи информации за кои свесниот дел е комплетно слеп. Оваа дилема се случува кај сите нас и истата драма се случува во физичкиот свет, меѓу луѓето, меѓу партнерите, меѓу блиските контакти и поминуваат децени дури да стане малку посвесна. Поентата на енергетските практики е да се издигнеме над сето ова, над овие спротивности. Во местото кај што се раѓаат овие спротивности. Во местото пред да се создаат. Тоа место е во нас и не мислам во нас на некој апстрактен начин, туку во нашето тело. Терапија со дишење, играње со здивот, е психолошка игра, поточно танц. Интересно е како тоа, кога ќе се издигне над поларизираноста во нас, над спротивставените гледишта, доаѓаме до ново, свежо восприемање на реалноста, кое најчесто е почва за прави плодови. После сесија дишење често гледам човек да си ги гледа сопствените раце како прв пат, да изјави дека ваква релаксација доживува прв пат во живото, да плаче од радост на што туку откриена нова способност, искуство, чувство, нов поглед на себе, на живото и на се што постои. Сума сумарум, јас лично сум експеримент на што функционира, а што не, и во оваа игра мислам дека практиката на здиво е забрзана верзија на живото. Значи, свесно комуницирање со здиво е уствари како животот во една микроформа, микроверзија и свесна пракса не катапултира во зрело согледување на правите вредности за кои често треба да поминат децении. Несвесниот дел кој уствари живее во клеточната меморија е полн со мудрост кој му треба на свесниот рационален дел. Огромна мудрост е складирана во нас и да бидам практичен во телото. Истата чека да биде разберена, почувствувана и овие енергетски практики се најпрактичниот начин. Дишењето е јазико на ова комуникација. Колку пати ни се случува да избувниме толку силно што одма после тоа се запрашуваме. Како ми дојде така да направам? Од кај дојде сиото и гнев? Нервите се ултра малечки, тие ги конектират сетилата со мускулите, со органите, низ нив пулсира животната енергија константно и секој здив ја движи истата низ целото тело нагоре и надолу. Од стапалата нагоре во органите и жлездите, и ако човек се опушти комплетно, до предсонливост, се чувствува тоа пулсирање внатре, посебно во простатата, јајниците, адреналните жлезди, надбубрезите, и во градите, тимушната жлезда, грлото, тироидната, паратироидната, во главата, хипоталамус, таламус, епифиза. Ова пулсирање е потребно, едноставно покажува дека телото е живост во движење и ако нема движење, физичко доволно се натрупува енергија на едно место. Колку се здрави нашите нерви? Значи, мислам на здрави физички способни и при висок интензитет да останат цели, комплетни, да не пукнуваат. Се вика дека кога ќе ни се случи одреден стрес, каде што губиме контрола, всушност се кинат нервите. Терапијата со дишење е пред се терапија за нервите и одржување на нивна флексибилност е од пресуден карактер. И ако сакаме да преживееме на денешни времења полни со возбуда и непредвидени работи, овие практики кои што го регенерираат телото, ја воспоставуваат хармонијата на умот и телото, се премногу вредни. Кога свеста е соедината, неподелена одвнатре, се случува нешто волшебно. Тоа заразува и кон надвор, почнува да се шири. Ова е голема работа сама по себе и кога внатре емитираме една неприкосновено, непоколебливо гледиште, тоа влијание заразува околу нас. Сесија дишење го тренира пред се умово, најпрактична смисла да остане бистар, цел, смирен и исто функционален при интензивни состојби, се регенерира многу ефективно во пријатна, мирна околина, брзо и ефикасно. Овие се древни методи на прогресивна релаксација
Дишањето е насочена свесност во различни региони на телото. И ако ако ја соединиме таа насочена свесност со насочена релаксација на едно место и дишиме тука, се ослободува колосална физичка снага која продуцира огромен спектар на енергетски авантури од нашето сопствено тело. Дишање во одреден регион најчесто почнувајќи од срцето, стомакот, каде се соединети сите нерви на телото, продира внатре и често го растопува оклопот на скоченост околу органите, жлездите и мускулите. После сесија дишање, ефектот се доживува со сопствените очи и уши од самата слика која често знае да го запрепасти оној што дишал со комплетно подлабока изменета перцепција на бои и на звуци. Пулсот на срцето и здивот се поврзани, срцето го следи умот, мислите, а здивот ги следи мислите. И така, без разлика од каде почнуваме, битно е да се воочи ова нераскинлива конекција. Мисли на нешто убаво се вика често или диши смирено, диши длабоко. И ако ги направиме двете заедно, се случува алхемија. И во сесиите дишање го учиме баш ова, како да ја превземиме контролата на умо, од умо го следи целото тело. Нашата физичка реалност зависи буквално од благосостојбата на телото. Физичка, емоционална и психичка. Зајакнувањето на нервниот систем уствари се случува супер ефективно кога го практикуваме свесното конектирано дишање, сплотено со фокусирана медитативна состојба.